Добар ден и од мене. Чест и задоволство е да бидам дел од овој настан денеска што се случува овде во Штип. Како што каже и градоначалникот, ова е одлична можност и за штипјани, но и за луѓето од регионот да можат дел од своето слободно време да го поминат овде во оваа сала, да може да изгледаат проекција на некој филм кој што е современ, кој што ќе им причинува задоволство, се разбира. И навистина можам да кажам дека овде во Штип се случува градежна револуција. Денеска не само овој објект кој што го гледате, кој што е пуштен во функција, туку и отпочнува градбата на катната гаража, која што е исто така значаен објект за штипјани, бидејќи на тој начин се намалува метежот во сообраќајот и ќе може да биде порастеретен сообраќајот, што ќе значи поголем комфорт за самите штипјани. Јас само можам да му посакам на Ива, на советниците, на луѓето од администрацијата, на пратениците од овде од Штип да продолжат вака да работат, бидејќи само на овој начин се покажува разлика помеѓу политичари како овие од владата кои што континуирано крадат и лажат и не реализираат тоа кое што го ветеле пред граѓаните, и градоначалниците кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои што тоа што го ветија за време на кампањата на локалните избори во 2021 година го реализираат. Ако имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Две работи само. Првата работа, ако актуалните состојби во Македонија се некој сценарио за филм, кој наслов би му го дал? Па тоа сигурно би била некоја крими акција, бидејќи денеска политичариве во владата, освен криминал, кој што е нивен заштитен знак, друго јас не можам да препознам во нивните политики. Колку подлого останат таму каде што се, толку повеќе продолжение ќе треба од тој крими акција филм да снимиме. Не сум многу вешт околу емињата, но се надевам дека добри сценаристи може да бидат овие од влада, бидејќи сценариото кој што ќе треба да го подготват за тој серијал, крими серијал, многу наликува на нивниот секојдневен живот, така што ќе им биде многу полесно да смислат наслов, но генерално би бил сигурно некој крими филм. Да, дали сметате дека синдикатот и владата ќе донесат воопшто соодветно решение за платите во јавниот сектор, или пак тоа ќе биде преведени жедни приговорки? Не, јас очекувам тоа да се случи и тоа треба да се случи. Очекувам дека ќе се постигне договор. Работниците кои што се во јавниот сектор, но и не само тие кои што се во јавниот сектор, генерално работниците во Македонија заслужуваат поголеми примања, имајќи предвид тешката економска ситуација во која што се наоѓаме. Инфлацијата руши рекорди, највисока е во Европа. Најмалку што може владата да направи како работодавач, но не само и владата, и сите ние работодавачи кои што може да дозволат и кои што нивниот бизнис им дозволува, треба да ги споделат овие тешки моменти заедно со работниците, затоа што мораме да ги задржиме луѓето тука, а начинот да ги задржиме луѓето тука е токму нивниот труд да биде соодветно валоризиран и платен. Така вчера Ковачевски најави дека за 2 недели уставните измени влегуваат во собраниска процедура, па ваш коментар во врска со тоа? Па ние ги очекуваме веќе година дена уставните измени, бидејќи, ако се сеќавате, од минатата година, јули месец, почна ова драма околу уставните измени, па требаше есента, па не есента, па зимото од 2022, па потоа префрлија февруари, па не февруари мај, па не мај јуни, јули еве го дојде. Така што континуирано имаме еден процес на одложување, а процесот на одложување значи дека тие немаат поддршка да го направат тоа кое што го прифатија без да ја консултираат опозицијата и без да го консултираат македонскиот народ, а од друга страна кога народот заедно со опозицијата нуди решенија за национално единство и консензус, тие континуирано играат на една карта, тоа е интересот на Бугарија, и континуирано ги одбиваат овие иницијативи кои што ги дава опозицијата заедно со народот. Сакам да сме на чисто. Пред една година јас реков, поднесувам оставка доколку ова помине. Пред една година реков дека ВМРО ДПМН ова нема да го поддржи, затоа што бугарскиот диктат е неприфатлив за ВМРО ДПМН и коалицијата.
Во меѓувреме на неколку наврати, дури еднаш од овде од Штип, нели се сеќавате на оној така наречен хрватски модел за преамбулата уставот, беше предложен и ставен на маса. Има многу можности за национален консензус и да излеземе од ова состојба во која што се наоѓаат. Последна година, можам да кажам и на Ковачевски, и на Османи, и на Маричич, и на останатите. Повеќе нема ништо на маса. Повеќе нема ништо на маса. Има само една работа, а тоа е да седнеме и да се договориме околу изборите. Кога ќе бидат изборите, како ќе бидат изборите, на кој начин, со техничка влада, немање техничка влада или се она кое што е поврзано со изборите. Така што од овој момент па натаму повеќе нема да зборувам ништо што е поврзано со уставните измени, туку единствената работа која што ќе би сакал да ја зборувам е да седнеме на маса и да разговараме за брзи предвремени парламентарни избори оваа есен. А како коментирате изјавата на Маричич дека има отворен пат за промена на уставот? Има отворен пат за брзи предвремени парламентарни избори оваа есен. На тој начин ќе ги спасиме граѓаните од дополнителни, како да кажам, срамови предавства кои што Бојан Маричич и останатите како него ги носат. Јас го разбирам. И Маричич, и Ковачевски, и Зечевич, апсолутно можам да ги разберам. Тие луѓе немаат легитимитет од народот, не се бирани од народот и за нив секој ден значи тендер повеќе, привилегија повеќе. Секој ден плюс таму каде што се не значи додадена вредност за граѓаните и за Македонија, туку значи додадена вредност лично за нив. Богатење, злоупотреба и уживање во привилегиите, но и тоа ќе заврши. И после тоа треба да се соочат со институтот одговорност. Сега јас велам, колку побрзо тоа се случи, толку помал срамот за нив ќе биде. Затоа отворен е патот за брзи предвремени парламентарни избори. Имате комуникација со власта? Комуникација со власта немаме. Оваа недела имавме седница на извршниот комитет на партијата и донесовме едногласна одлука дека како ВМРО ДПМН ги прекинуваме сите комуникации официјални на билатерално ниво со представници од владата, така што повеќе како ВМРО ДПМН и коалицијата нема да се среќаваме на билатерална основа официјално со представници од владата. Така, вие споменувате што побрзо предвремени избори, меѓутоа вчера Ковачевски најави дека оваа есен нема да има избори. Се согласувате ли со тоа? Ковачевски многу работи најави, па потоа поплука, па тоа не се случи. Се сеќавате многу пати до сега кажа дека ќе се случат некои работи, но за жал ништо не погоди од тоа што ќе се случи. Да видиме, да му дадеме време на времето. Министерот за здравство го нарече шоумен повнет од цистична фиброза кој што бараше помош за својата ситуација преку медиумите. Ваш коментар? Навистина е срамно тоа што го коментира министерот за здравство, бидејќи тие луѓе се борат за живот, да преживеат. Јас имам еден совет до министерот за здравство, да си ги прибере луѓето кои што ги има пуштено по веледрогериите и компаниите кои што соработуваат со Министерството за здравство и во негово име бараат провизија од тие веледрогерии и компании кои што соработуваат со Министерството за здравство, бидејќи идната влада на ВМРО ДПМН многу сериозно ќе се позанимава со овие индици, а богами и докази со кои што располагаме. Да се фати за работа и да им помогне на пациентите, бидејќи тој е министер за здравство, а не е министер за циркус, па да на тој начин ги коментира маките на луѓето кои што се борат за живот.